Глумењето изненадување и непризнавањето на резултатите од пописот е уште еден во низот популистички потези со кои се прави обид за легитимација на собствената политичка агенда. Тие што сега креваат галама и предизвикуваат конфронтации, веројатно забораваат дека беа идеолози и се креатори на исходот од операцијата. Ова е попис за кој секој патриот мора да го бойкотира. Желбата да се избега од собствената одговорност за родолюбивото неотварање врата како официјална антипописна кампања не може да биде причина таа да се префрла некому кому тоа му било несфатливо, па вложил напори за мобилизација. Ако вие попишувате диаспора, треба да попишете нели целата диаспора. Ние гледавме како Груби Османи Бектеши, што се министри во владата на Република Македонија на државен трошок трчаат и лобираат само една етничка заедница да се попишува. Освестувањето за патриотскиот пропуст стасува на истиот ден кога се соопштуваат податоците и се реагира на истиот начин како тоа го прават генералите после битка. Никој не ја прифаќа индивидуалната улога што ја имал во неа, туку за состојбата на фронтот. Вината се лоцира како колективна. Дали некој искочи, да речеме, да ги повика македонците да излезат масовно се попишат? Ние се и наетавме. Да, Луѓето ги стававме во недоумица, цел време го напаѓавме пописот. Да. После некако нечујно пописот си се спроведе, место да повикаме нечујно, да се фалсификат е спроведен. Значи, непопишувањето практично си ја фрливме како волот, кога рие, вам земјата напаѓа на вратот. Пред 6-месечното пролонгирање, активно и преку широка агитација на плоштади се собираа потписи против пописот, а потоа, по политичкиот договор со власта, без особена помпа, се повика на учество во него. Предупредувањата дека неконзистентност и отсуството на цврст став ке рефлектира на исходот не беа сваќани сериозно. Јас и илјадници, стотици илјади граѓани нема да отворат врата, нека си тераат Симовски, Венко и Заев, нека си тераат попис, па ќе видат како ќе заврши тој попис. Бојкот на попис не постои. Постои одлука на граѓанинот да се попише или да не се попише. Нема тоа кривични пријави и така натаму, тоа се све глупости. Тоа ништо не важи. По создавањето на таков амбиент со набилдана антиатмосфера, на која многумина водени од лична пизма се налепија, сега е навистина нејасно од каде навире идејата. Не баре станува збор за времеплов, да се сугерира, ако може, за половина година наназад да се вратат стреличките на часовникот. Па дури и овие кои што се неизјаснети, ако има волја во Државниот завод за статистика, може да им поминат по дома и да ги попишете сега, нема да трае тоа повеќе од недела-две. И на крајот, за тоа со какви знаења располага едни од водечките членови на пактот. Зошто директорот на Заводот за статистика Атанас постојано се закануваше со бесправна аргументација преку медиумите? Зошто законот ја укина Државната изборна комисија? Директорот се вика Апостол, а пописот никогаш не го спроведувала изборна комисија. Толку од факторите кои работеа на бојкот. Веројатно е време за пребројување, најмногу од се, на направената штета.